Dobar ден и добре дојдовте, драги ученици, на часот по општество за прво оделение, кој што гласи културно однесување во институциите во општеството. Ќе зборуваме за бонтон, за како треба да се однесуваме, односно бонтон значи и културно однесување во овие институции кои што се во нашата блиска околина. Најпрво да кажеме дека институции во нашата околина знаеме дека се училиштето, театарот, кино, амбуланта, трговски центри во кои што се маркети, продавници и бонтон што треба да го знаеме сите ние. Значи, одиме најпрво со училиштето. Се запознавме со училиштето, вие веќе поминавте голем дел во училиштето и треба да знаеме секако и секогаш да ги повторуваме правилата на бонтон, односно на културно однесување во училиштето. Тоа се навреме доаѓање на училиште. Да не трчаме по ходниците затоа што можеме да се повредиме, нели? Да крениме рака секогаш кога сакаме нешто да прашаме, без да бидеме прашани, да не даваме одговори, затоа што така само ќе сметаме, нели? Не предизвикуваме тепачки. Ако помагаш, добро ќе се чувствуваш и ти и другото другарче на кое што веќе ти ќе можеш да му помогнеш. Внимателно го слушаме наставникот, фрламе отпадоци во корпа. Секако ги фрламе во корпа, не ги оставаме под клупите на клупата и така натаму. Клупите секогаш уредно ни се средени, чисти, книгите убаво наместени, ги почитуваме. Значи сите правилници, односно го почитуваме правилникот на училиштето кој што се вика кодекс. И таков кодекс имаме и на однесување и на облекување. Се разбира, треба да внимаваме и тоа како се облекуваме. Еве како треба да изгледа нашето училиште, како треба да се одржува хигиена во училиштето, клупите да се на место, секое столче, кога ќе станете да го вратите на место. Потоа, гледате исто така и во библиотеката книгите како се убаво наредени, кога се убаво наредени можеме подобро да ги видиме. Секогаш да кренеме рака пред да прашаме нешто. Сега како се однесуваме во театар? Кога доаѓаме во театар, гледаме представа. Знаете дека во театарот има глумци. Ние сме публика и тоа е различно од она гледање на телевизија или кино, се разбира. Пред нас има живи актери кои што најдобро играат кога вие внимателно слушате и гледате. Актерите се среќни кога вие реагирате на одредени делови. Ако е нешто смешно, ние се смееме. Ако е нешто весело, сме весели. Ако е тажно, сме тажни и така натаму. На крајот на представата, актерите ги наградуваме со аплауз. Откако ќе ја гледаме представата, секогаш разговараме со наставничката или со родителите за тоа што се случуваше на сцената. Сега, добра публика ќе бидеме ние ако во салата не внесуваме храна и пијалок. Кога влегуваме, ги исклучуваме мобилните телефони, не ги користиме, не светиме и така натаму. За време на представата не фотографираме. Мирно седиме на своите седишта и не се качуваме на сцената, се разбира. Од салата излегуваме после поклонот на актерите и откако ќе заврши громогласниот аплауз, што ние на крај треба да им го дадеме на актерите. Еве како изгледа еден театар, како стои публиката, како тие на крај ќе се поклонат и како ние секако внимателно ги слушаме. Нашето однесување во кино. Значи да видиме, најпрво треба навреме да доаѓаме, затоа што киното почнува толку навреме и не треба да ги прекинуваме другите додека гледат, па ние да ги станеме, па да поминуваме и да им сметаме. Затоа доаѓањето навреме
Не само во кино, општо во бонтонот е многу важно. Допишување на телефон, гледање со светлина е строго забрането и во бонтон културата, не само во кино, туку и секаде, и додека разговараме. Колку и да мислиме дека тоа не е страшно ако дзирнеме во телефонот, сепак тоа не е културно. Зборувањето со тој до вас или на телефон, независно дали тоа е гласно или шепкање или зборување, сепак тоа е некултурно. Исто така, не носиме цел оброк во салата. Ако сме гладни, јадеме пред филмот, а тамо нешто може да гриснеме, она што, нели, киното ни го дозволува. Иако најлесно да ги оставиме остатоците од храната на седиштето, па ќе речеме, ај ќе ги собере некој, тоа не е културно и не е во бонтон, затоа се што ќе изедеме во кино треба да го земеме со нас и да го фрлиме во кантата на излезот. Еве како изгледа киното. Тука може да забележите едно дете кој што гледа со очила, тоа е 2D, 3D и така натаму кино. Сега, како се однесуваме во амбуланта? Секако, некогаш имаме потреба да одиме во амбуланта и секогаш треба да му отстапиме место на оние инвалиди, на повозрасни луѓе, да станеме за да седнат на човек што му е потребна помош, да го пуштиме да оди пред нас или да му помогнеме и така натаму. Кога излегуваме или влегуваме низ вратите во амбулантата, погледнуваме позади нас да не е некој, за да може да му ја придржиме вратата и да му помогнеме секако да помине. Да им помагаме на постарите и болните лица, реков, да им отстапиме место да седнат и да се одморат. Кога кашламе и киваме, секако во амбулантата, има многу луѓе што кашлат и киват, секогаш треба да ја покријат устата и носот со марамче. Еве како треба да изгледа амбулантата, амбулантно возило и една прекрасна зграда во која што се лечат болните. Како се однесуваме во продавница? Значи, многу често одиме во продавница, не пуштам нели од дома. Без разлика на тоа колку нам ни се брза, не треба да се туркаме. Пред оние кои дошле пред нас, секако таму има ред, треба да одат тие што се пред нас. Или може би да му дадеме предност на некој постар човек, затоа што не може да чека, или па да му помогнеме со торбите, нели? На вратата предност, кога влегуваме, имаат секако оние кои треба да излезат, затоа што носам најлони и се товарени, треба да ми ја поддржиме вратата за да можат да излезат, а потоа влегуваме ние, без да се создава некаква гушва. Кога ќе влеземе, секако треба да поздравиме, што е во бонтон, и во разговорот со продавачите треба да бидеме кратки, јасни и прецизни. Никогаш не смееме да се караме, да навредуваме или да ги навредуваме купувачите. И на крај, доколку сме задоволни од услугата, треба да се заблагодариме на продавачот и да му посакаме убав ден. Еве како изгледа една современа продавница за облека, за храна, за тука гледате и бомбончина. И на крај, секако, треба да ги знаеме магичните зборови кои што се употребуваат во бонтонот, односно во културното однесување во сите институции, без разлика на кој шалтер сме и во која институција, ние треба да ги знаеме магичните зборови, кои што секако многу често ги повторуваме и ги употребуваме, се надевам. Ако сакаме да подадеме некој, да ни подаде некој нешто, да ни помогне, секако го употребуваме магичниот збор те молам. Или, кога нешто ќе добиеме, или некој ќе ни помогне со нешто, тогаш се заблагодаруваме со магичниот збор благодарам. Ако некому дадеме нешто, секогаш викаме повели. Ако сгрешиме, значи можеме и да сгрешиме, знаеме и понекогаш да сгрешиме, секако ќе се извиниме и со убав збор ќе кажеме извини.
Бонтонот има многу правила кои што ние, како што реков, секојдневно ги повторуваме, меѓутоа и ќе ги повторуваме и треба секако не само да ги повторуваме, туку да ги знаеме и најважно е да ги применуваме. Не се тепаме, не се удираме. Ако случајно се удриме или турниме, секогаш треба да се извиниме. Со магичниот збор се извинувам. Така? Кашлање, кивање, моменти кога треба да ја покриеме устата секако, и тоа е во бонтонот, односно во културното однесување. И најважно, ѓубрето, нели, секако треба да го фрлиме во корпа за отпадоци, а не каде што ќе ни текни и каде било. Затоа што загадувањето, секако, знаете, зема многу голем замав и треба да го спречиме и се што е за фрлање треба да ги ставаме во корпите за отпадоци. Секако, ги миеме рацете пред да доручкуваме на големиот одмор, тоа го знаете. На училиште доаѓаме чисти и убаво културно облечени по бонтон, односно по кодексот на облекување. Значи, што треба да носиме секогаш? Уредно, чисто, треба да доаѓаме на училиште и не да носиме искинати фармерки, туку да носиме она што ни прилега како деца. Се надевам ви беше интересно, ви благодарам и имајте убав и пријатен ден. Се гледаме повторно.